гледате најновото издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. Затвореникот Тетов, откако е пуштен на слобода, стана бездомник. Тој нема дом, ниту пак семејство кое би го згрижило. Преспива по паркови, железнички станици, буквално под ведро небо. 48-годишниот тетовец Славчо Блажевски по одслужувањето на 24-годишната затворска казна во Идризово сака да се врати за решетки. Тој на слобода е пуштен порано на 22 февруари годинава со донесувањето на законот за амнестија, но изминатите 4 месеци поминал како што вели низ пекол. Нема никаков имот, нема семејство за да го згрижи, принуден е да спие под ведро небо и едва се прехранува. Дека сум амнестиран, мора да ме пуштат на слобода. У 11 сат ми сфрлија на улица, не ми дадоа пари ни за пат, ниту за храна, ниту за ништо. Полека стигна после ден и пол Тетово. Секој ден после тоа ми е пекол. Спием по паркови, спием по Скопје, спием по други градови. И до кога така ќе биде, не знам. Секој момент размислувам што да направам, било што би направил, само да се вратим назад. Но и тоа не е така едноставно. За да направим некоја белја, ќе се влече по судови тоа со години, додека ме осудат и да ме вратат во Идризово. Вели дека започнал да работи, но поради здравствени проблеми од претпоставените бил известен дека морал да ја напушти работата. Се обратил до Центарот за социјални работи Тетово, откаде побара социјална помош, но оттаму му одговориле дека мора да извади лична карта со место на живење, за да го оствари ова право. Бе во Центарот неколку пати, имав извадена лична карта на старата адреса кај што живеевме со татко ми, меѓутоа татко ми што продал куќата и сега живеат други луѓе, знаете, и они се исто примаат социјална помош и не по закон не ми следувало и мене. Морало да имам нова адреса на живење. За да имам нова адреса на живење, треба некој да ми даде полномошно, да ми даде пред нотар дека живеем ке него. Џабе, никој не сака да прифати, бидејќи со тоа полека стекнувам право на станарско право, на такви работи може да си има поголем проблем. Сега Блажевски е без пари и покрив над глава. Вели дека службите му понудиле да биде сместен во Центарот за бездомници во Чичино село, но и за да биде згрижен во оваа установа, мора да помине одредена процедура и период. Било каде би прифатил подрум да спим, ама да си имам свој кров на глава. И се, не знам, треба да помине период. А меѓу време ми рекоа па да извадим документи. Милостиња чекам од некој така да се сожале, да ми понуди смештај или работа. Додека не заврши во Чичино село. Да. Барем едно месец и по два додека се реши тој проблем. Од Центарот за социјални работи Тетово се надеваа дека до средината на наредниот месец Блажевски ќе биде згрижен во Чичино село. Оттаму велат дека мора да помине одредено време за да се извадат потребните документи дали лицето поседува некаков имот и потоа официјално да се обратат до Центарот за бездомници. Дотогаш Блажевски ќе живее под ведро небо со помош од хуманите и со надеж дека што поскоро ќе биде згрижен во рамки на институциите. Совет за превенција составен од представници на сите релевантни институции ќе ги разгледува и ќе се справува со проблемите од безбедносен карактер на територијата на општина Гостивар. Денес се одржа конститутивната седница на Советот кој ќе држи состаноци секоја втора недела. Денес во кабинетот на градоначалникот Арбен Таравари се одржа конститутивната седница на локалниот совет за превенција на Гостивар, тело во кое членуваат првите луѓе на општината, полицијата, судот и јавното обвинителство. Советот ќе се посвети на справување со проблеми врзани околу безбедноста, девијантни појави, сообраќајот, елементарни непогоди и слично на територијата на општината. Се договоривме меѓу себе секоја втора недела, значи првиот и третиот понеделник од месецот, да имаме слични средби. Средбите ќе се одржат тука во општина Гостивар, повеќе ќе бидат превентивни мерки отколку да не ни се случат проблеми, како да ги пречиме во медицината викаме превенција, да не ни се случуваат проблемите во општината. Се согласивме дека треба да испратиме порака до сите граѓани, дека институциите на системот функционираат, едни со други се почитуваат, и ќе бидеме заедно за да ги спречиме проблемите кои што можат да настанат во општина Гостивар.
Постојани членови на Советот за превенција се градоначалникот, командирот на полициската станица Гостивар, челните луѓе на Основниот суд и јавното обвинителство. Во работата по потреба ќе се вклучуваат и други институции, зависно од темите и проблематиката. Сојузот на борци од Гостивар излезе со осуда на сквернавењето на спомениците на народните херои Чеде Филиповски и Злате Малаковски, кое беше регистрирано минатата недела во Мавровјанови. Председателството на Сојузот на борци од Гостивар го осуди сквернавењето на спомениците на народните херои Чеде Филиповски и Злате Малаковски во Мавровјанови. Бистите минатата недела беа откорнати од постаментите од страна на непознат сторител. Сквернавањето на спомениците на народните херои Чеде Филиповски и Злате Малаковски во Мавровјанови, извршено од непознат сторител, е уште едно од низата вандалски акти извршени на спомениците и спомен облежјата од Народно-освободителната војна на Македонија. Најостро го осудуваме овој чин и се прашуваме кому му пречат овие споменици, кои се подигнати како почит, сечавање и благодарност кон сите паднати борци од Народно-освободителната војна на Македонија, од сите националности, македонци, албанци, турци, роми, срби и власи. Овој нецивилизиран чин е директен удар по етничкиот соживот. Затоа апелираме до сите граѓани, без разлика на националната и верската припадност, најенергично да ги осудат ваквите појави. Бараме од соодветните органи да преземат мерки, да ги пронајдат сторителите и соодветно да бидат санкционирани. Гостиварската боречка организација ги повика на соработка локалните самоуправи и им порача да ја исполнуваат законската обврска за одржување на спомен обележјата од нов, потенцирајќи дека за таа намена во изминатите 27 години во независна Македонија не бил издвоен ниту денар. Нападната извршителка во Гостивар додека е вршела својата работа, пронајдена марихуана во возило на жител на Сеничане. Полицискиот билтен на СВР Тетово информира и за приведување на гостиварец поради извршено семејно насилство. Во полициската станица Гостивар 54 годишна скопјанка во функција на извршител на 22 јуни пријавила дека истиот ден во Гостивар, додека постапувала согласно 9 предмети за извршување кон гостиварец, на влезната врата од домот неговиот татко и се заканувал и ја навредувал, а се обидел и физички да ја нападне. Тој бил спречен во намерата од полициски службеници, пошто бил приведен во полициската станица Гостивар. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. На 23 јуни пак во 21 часот и 50 минути на регионалниот пат Тетово-Пирок при полициска сообраќајна контрола кај 26 годишникот Синичане кој управувал со патничко возило БМВ со тетовски регистерски ознаки, била пронајдена една зип најлонска кесичка со марихуана, а во фиоката од возилото биле пронајдени 155 празни зип најлонски кесички кои му биле одземени за вештачење. Тој бил приведен во полициското оделение Камењане, а по документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. 35 годишен гостиварец пак вчера вечер е приведен во полициската станица Гостивар по претходно пријавено семејно насилство со телесни повреди. Тој ги нападнал неговите родители откако не му дале пари кои ги барал и пошто се обидел да земе домаќински предмети да ги продаде. Физички ги нападнал и неговиот брат и снаа кои сакале да ја смират ситуацијата. Се работи на целосно расчистување на случајот при што се преземаат соодветни мерки и поднесоци, информираат од СВР Тетово. Локални поети и музичари викендов беа дел од видеомузичка и поетска манифестација Поетски цуд 2018 во организација на Сдруженијето Комбајн Арт Колектив од Тетово. Приредија заедничко уживање на љубителите на музиката и на убавиот пишан збор. Кога се тажа, кога се многу околу тебе изјаваш,
Не може човек да ти се изненада и изненадиш. По подолго време во Тетово цветаше поезија. Поети и музичари учесници на третото издание на манифестацијата Поетски цуд приредија заедничко уживање на љубителите на убавиот пишан збор и на музиката. Дефинирајќи ја како порив кој за смисла не прашува, Блаже Конески нуди моќен поетски одговор на вечното прашање која е примарната смисла на поезијата. Веројатно одговорот е во тоа дека низината задача не е да го менува светот кој и онака се менува, туку да создава светови во нас. Вечерта тоа му успеа на мултиетничкото здружение за култура и уметност Комбајн Арт Колектив од Тетово. Които нагода и жена и кица. Лепи брато и Со особено задоволство учествував на веќе традиционалната манифестација. По трети пат се одржа Поетски цуд. Прекрасна манифестација. Ја поддржувам од самиот почеток и се надевам дека ќе обстане како традиција во овој наш град, бидејќи мултиетничка манифестација, културна манифестација, поетско, сценско, музичка манифестација на која што учествуваат поети од сите националности кои што живеат во Тетово, настапуваат музички групи и гудачки квартет, творци, значи од писатели и музичари од Тетово, сите заедно, и тука може да видиме дека ништо нема што не раздвојува, особено нас уметниците, бидејќи гледаме и по оваа манифестација дека сите сме исти. Сите сме исти затоа што сите сакаме уметноста, сакаме поезијата, сакаме музиката. На настанот покрај локални поети учествува Зедоа и гудачки квартет, Богдана Бушевска на флейта, како и познатата рок група Печурките. Музичко-поетската вечер Поетски цуд се одржа во холот на Домот на културата Илјо Антевски смок во Тетово, а беше поддржана од Министерството за култура. По согласноста од Грција, Македонија очекува датум од Европската Унија и покана од НАТО. Иако денеска и утре во Луксембург Советот на Европската Унија за општи работи ќе го разгледува почетокот на пристапните преговори на Македонија и Албанија, сепак на маса треба да биде доставено писмото од Грција дека нема да се противи за европска и евроатлантска интеграција на Македонија, што е исполнување на незиниот дел од обврските од договорот за решавање на 27 годишниот спор за името. На ден пред клучниот состанок на министрите на Европската Унија, каде треба да се разгледува препораката за старт на преговори со Македонија, високата представничка за надворешни работи на Европската Унија Федерика Могерини повторно ги повика земјите членки да го наградат напредокот на Македонија. Според нашето мислење, од моментот кога Европската комисија го постави ова лето како хоризонт за почеток на формалните преговори со Северна Македонија и Албанија, ќе треба да го исполниме ветувањето.
вели министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас. Шефот на грчката дипломатија упатува апел до сите да сватат дека постојат проблеми со двете земји, но проблемите можат поефективно да се решат преку мониторинг и скрининг. Во однос на земјите што се спротивставуваат во овој момент да се даде датум за почеток на пристапните преговори со Европската унија, Кодзијас уште во петокот објасни дека нема да биде добро доколку се случи нешто такво. Од 5 земји кои Кодзијас ги спомна дека се против интеграција на Македонија и Албанија во Европската унија, во меѓувреме на таа позиција остана само Франција, а каков ќе биде ставот на Франција од француската амбасада велат дека ќе биде соопштено на Советот на Европската унија во петок. Преговори со Македонија и Албанија се логичен чекор, а не подарок, одговарајќи на новинарско прашање, австриската министерка за надворешни работи Карин Кнајсел порача дека земјите ги исполниле задачите за преговори и дека кредибилитетот на Европската унија е во прашање. Министрите за надворешни работи на Европската унија на Советот за општи работи треба да дебатираат за проширувањето и за априлските извештаи на Европската комисија за Западниот Балкан. Конечната одлука за преговори со Македонија би можела сепак да биде одложена за лидерите на Европската унија во четврток, доколку утре министрите не постигнат согласност. Денес имавме променливо облачно време, попладне и особено во западните и јужните делови со врнежи од дожд кои локално ќе бидат пообилни. Минималните температури се движеа од 7 до 16, а дневната највисока температура на воздухот изнесуваше од 18 до 25 степени Целзиусови. Синоптичарите од Управата за хидрометеоролошки работи за утре најавуваат слично време на денешното. Облачно со повремени врнежи од дожд, ќе дува и слаб до умерен северен ветер. Минималните температури ќе се движат од 8 до 18, а дневната највисока температура на воздухот во интервал од 20 до 27 степени Целзиусови. Благодарам што го гледавте најновото издание на регионалните вести. Пријатно!